почитуван министер за труд и социјална политика, господина Царовска. Задоволство ми е да ве поздравам и почитувани присутни, почитувани медиуми. Денес на свеченото на некој начин официјално отпочнување на камен темелникот на објект детска градинка. Тука сме за да го одбележиме отпочнувањето. Тоа е детска градинка која што ќе обслужува 90 деца. Овие 90 дечиња се потреба за населените места, за жителите кои што живеат во населените места кои гравитираат во Миладиновци. Детската градинка во Миладиновци ќе се надоврзе на детската градинка во Гоце Делчев, која што брои 450, која што има капацитет од 450 дечиња, вклучувајќи ги овие 90, веќе ќе имаме 540 дечиња капацитет. Тоа е капацитет кој што реално ќе ги задоволи во најголем дел од потребите. Меѓутоа, моето видување е дека и понатаму ќе треба на доградби и да се отварат нови капацитети во делот на згрижување на деца од предучилишна возраст. Соработката помеѓу локалната заедница, помеѓу општината Илинден и централната власт, институциите од локалната и централната власт мора да постои, затоа што соработката на крајот вродува со плод и на некој начин се крунисува со конкретен проект. Бидејќи проектните активности и сето она што е во планските програми сместено и на локално ниво и на централно ниво, потребно е да се усогласува за да можеме на крајот да ги реализираме проектите. Тоа се случува токму во делот на згрижување на деца од предучилишна возраст и мене ми е задоволство што денес можеме да го одбележиме почетокот на градба на детската градинка во Миладиновци. Инаку, вкупната инвестиција изнесува 30 милиони денари, од кои 24 милиони денари се обезбедени од основниот буџет на општина Илинден и 6 милиони денари се од Министерството за труд и социјална политика. Јас сакам да се надоврзам на ова, дека за 2020 година средствата по основа на блок дотации за згрижување на деца од предучилишна возраст се зголемени од 16 милиони на 26 милиони. Дополнително имаме добиено и 24 согласности за вработувања кои што претходно ги исплаќавме од основниот буџет на општината. Тоа е дополнителна придобивка и сега сите овие средства ги инвестираме токму во детската градинка, односно во проширување на капацитетите. Заложбата на општина Илинден како локална самоуправа е токму изградба на објекти кои што се во функција на згрижување на деца од предучилишна возраст, во делот на образованието, во делот на воспитанието, бидејќи сметаме дека граѓаните на општина Илинден не треба да стравуваат за својата иднина доколку се градат капацитети нови во делот на градинки, во делот на училишта и капацитети кои што се однесуваат токму за најмладите. Бидејќи најмладите се секако иднината, а нас ни е целта да овозможиме добри услови, да овозможиме поквалитетен живот и да овозможиме повисок стандард. Затоа посебно ми представува задоволство што денес работиме токму за најмалата генерација. Ви благодарам. Почитуван градоначалник, почитувани присутни, почитувани медиуми, родители, воспитувачки, директорки, мене ми е навистина драго што денеска заедно со градоначалникот сме во општина Илинден, се со цел да се отпочне градбата на детска градинка. Ние како влада навистина се трудиме да инвестираме во предучилишното образование, но без соработката со локалните самоуправи и без важноста и интересот на локалните самоуправи ние тоа не може да го постигнеме. Токму затоа градоначалникот веднаш кога се обрати во Министерството за труд и социјална политика се со цел за изградба на оваа детска градинка
градинка, ние ја поддржавме и со заеднички сили и вработуваме во градинките, но од друга страна и инвестираме инфраструктурно за да може да го зголемиме опфатот на деца со предучилишно образование. Наша цел е да го зголемиме опфатот до 50% со предучилишно образование на сите деца во државата, но секако ќе застанеме само кога 100% од децата ќе бидат вклучени во предучилишно образование, затоа што предучилишното образование е основа на образованието и ако тука постигнеме резултати, после имаме подобри резултати и во основно, и во средно, но и во економскиот потенцијал на државата, затоа што нашите деца се иднината и основата на нашата држава. Како влада инфраструктурно во изминатите 2,5 години инвестиравме 180 милиони денари од буџетот, но обезбедивме 15 милиони евра од Светска банка за инфраструктура во предучилишно образование. Дополнително за наредната година се обезбедени 105 милиони само од буџетот на Република Северна Македонија. Дополнително си течат вработувањата и сите блок дотации се зголемени. Платите кај воспитувачките и негователките, како и кај раководниот кадар се зголемени, се со цел мотивацијата да биде поголема и за надоградба на знаењата, но и за трансфер и обучување на нашите деца и да бидат спремни понатаму за предизвиците кои што им следат во животот. Дополнително програмите за социоемоционален развој кај децата се воведени за прв пат во нашата држава, се со цел да се стекнат и со други знаења кои што не се само практични вештини кај децата, туку и развојни вештини кои што навистина значат за едно современо општество. Продолжуваме понатаму, се додека не ги оствариме целите кои што веќе ги напоменав. Ви благодарам.